Пробиштипската компанија Дамипак добие признание за најдоброто во стопанството во источниот регион, а Спортско-планинарското друштво Пробиштип прогласено за најхумана организација во истокот од регионалниот актив на новинари Исток. Повеќе детали од подготвениот прилог што следи. По 10 пат во петокот, овој пат во хотелот Мајбери во Свети Никола, се одржа манифестацијата најдоброто од Истокот за календарската 2023 година. Настан на кој новинарите од Истокот им доделуваат признание на најдобрите во овој регион. Годинава за најдоброто во стопанството во источниот регион беше прогласена пробиштипската компанија Дамипак, која акцентот на вработување го дава на лицата со намалена работна способност. Дамипак е формирана во 2000 година, а во моментот во компанијата работат 25 лица, од кои 15 се со намалена способност за работа. Прво да се заблагодарам за признанието на регионот на новинари на Истокот за оваа признание. Многу сме благодарни за ваквото признание и за оваа награда. Ова ни е второ вакво признание и се надевам дека ќе продолжиме со уште поголемо темпо и со уште поголема мотивација за да се развиваме, да растеме како компанија и да ги вклучуваме сите луѓе од општеството без разлика дали се со попреченост или без. На манифестацијата најдоброто од Истокот во категорија најхумана организација за 2023 година признанието го доби Спортското планинарско друштво Пробиштип. Она што посебно ги краси членовите од ова друштво е хуманост. Соучество во неколку акции во потрага и проногиње на луѓе кои залутале, односно се загубиле во непродните предели во Соговието, но и во околината на градот. Спортско-планинарското друштво Пробиштип е организатори на неколку значени регионални, но и на републички планинарски маршеви. Одржувањето и грижата за природните убавини кај членовите од ова спортско-планинарско друштво се отсликува и со голем број екоакции во околината на градот и излетничките места во општината. Сакал да искористам оваа прилика да се заблагодарам на целосната организација. Поздрав до новинарите од Источна Македонија. Ме радува што има вакви организации кои што се истакнуваат позитивните работи кои што се случуваат во нашиот регион. Вечерва можевме да видиме повеќе компании, како и повеќе организации од различни области, да продолжиме да шириме само позитивни работи, да се дружиме на планина и ова е уште еден доказ дека планинарењето не постои само за да одиме на планина, туку и да покажеме дека можеме да бидеме хумани и во некои други области. На настанот присуствуваше и амбасадорот на Јапонија во нашата држава, кој го прими признанието за Јапонија како земја посветен донатор на развојот на регионот. Останати добитници на признание се и Меѓународниот славјански универзитет, професор доктор Орце Симов, Адиент Штип, приватна здравствена установа Самраџиски Штип, Доброволно противпожарно друштво Кочани, Планинарско спортско друштво Чупино Виница, Планинарско спортско друштво Голак Делчево, Миле Велков од селото Тработивиште, Радио Кочани, оперската пејачка Елена Голомеова, кошаркарски женски клуб Баскет Кам. Признанието за животно дело новинарите му го доделија на Славе Сирачевски, Аурора Берово. Активот на новинари Исток задоволен од реализацијата на 10-то јубилејно издание на манифестацијата Најдоброто од Истокот. Бевте сведок, многу новинари беа сведоци и многу луѓе кои направиле добри работи за источниот регион беа сведоци. Имавме една прекрасна манифестација во која што ги најдовме најдобрите во 15 области во источниот регион и соодветно ја валоризиравме нивната работа и мене лично као главен организатор на целиот овој настан ми е посебно мило што луѓето, стотина луѓе присутни во оваа сала го препознаа моментот. Препознаа дека новинарите од источниот регион, за разлика од многу други наши колеги, од многу други медиуми на кои што можете да видите само црнила, го наоѓаат она кој оваа држава ја влече напред.